Единствената екзистенција, нивата со компири на семејството Маневи од Злетово, му ја уништија неодговорно пуштени коњи. Огромниот за него проблем се случува во период кога компирите се предвадење и складирање. Соочуваме со голем проблем 3-4 години едно по друго, а оваа година е катастрофа со коњи. И газди нема на коњите, неќе никој да се јаве, пријавуваме во полиција секој ден, записници на правата, не може да се открие чивиса, на нула е уништено. Беше изгазено, ископано, се згазено во лавишта, ја насадам едноческа ископа. Сега ово што беше останало, катастрофа е. 100% уништено на нула. На нула сам оваа година. Од 70 тона претходни години сам вадил, сега нема да извадам една вреќа компир за јадење. А штетата ќе дојде вештак преценено е до 5000 евра, преценено пред месец дена, а сега ќе доваѓам други вештаци на ново, 100% е уништено. Имаме и црева капка по капка, значи тоа е се уништено, значи црева, имаме нагоре друга нива на ридо садена, заградена со мрежа, значи тоа е се уништено, и мрежа, и компири, и се, значи се е џаве, да. Годината се до овој момент за Маневи требаше да биде добра, бидејќи од посадените 35 декари, тој очекуваше околу 70 тони компири. Надаваме се па да извадиме, тоа да преживееме. Јас сум регистриран земјоделец, фамилија ранам од тоа, приход од друго место немам никаде. 30 тона према годината сушата, 30 тона доле немало да биде на таа квадратура. Пред сето ова да се случи и кога се уште нешто можело да се спаси, Маневи секојдневно чувале стража, се жалеле во полиција, но сепак останале без овогодишниот род. Станува збор за полудиви коњи за кои не е утврдена собственост, со што полицијата нема основ да постапува. Во случајов не се работи за кривично дело и настанатата штета може да се надомести само преку граѓански судски спор. Информираат од секторот за внатрешни работи Штип. По ова, пред Маневи стои голема неизвестност. Не знам што да правиме, институции нема, префрлат топката у земјоделие иде у полиција, од полиција иде у земјоделие, у министерства, никако немаме оправија. Префрлат си ги топките едни на други. Доваѓаме 5 члена семејство, доваѓаме тука цела фамилија се малтретираме, машинери, садачки, вадачки, 300 глупости, трактори, нафти, се и на крајот сега да нема ништо.